гледачи, добра вечер. Ова е подкаст Радар, јас сум Сотир Костов. Петок на вечер, 21 часот, и еве не ве изневеруваме, ние се дружиме. Вечерва, као секој пат викам ке ви изненадам, ама вечерва на вистина едно пријатно изненадување. Ке ви приредам, поточно ке ви приредиме со мојот гостин. Веднаш без околишање да кажам, неговата екселенција Ристо Никовски, амбасадор од кариера, вечерва ни е гост. Добро вечер и добро дојдовте, екселенција. Добро вечер и паро нашо. Така. Така вели нашиот народ. Да. Тоа е одговор. Екселенцијо, во раката држам една книга што пред 20 на минута ми ја дадовте, подаривте. Македонска дипломатска рапсодија, Ристо Никовски. Се надевам дека вечера ќе направиме една дипломатска рапсодија за сочувањата во светот. Ќе се обидам нашиот гостин да го нападнам со прашања зашто дипломатијата ја изгуби битката со војната и да видиме какви се неговите размислувања. Но, пред да отпочнеме со емисијата, јас мислам дека рете да кажеме дека нашиот гостин е амбасадор, дипломат од кариера, во 3-4-5 држави бил амбасадор, не во било кој, во Велика Британија, во Русија. За останатиот дел тој ќе ни каже. И е првото прашање провокативно, што ве натера да напишите оваа македонска дипломатска рапсодија? Господине Ристо, микрофонот е ваш. Благодарам. Видите, кај нас недоволно се разбира дека од распадот на Југославија до денес, главниот проблем со кој се сочува, со кој конфронтирана, со кој е предизвикана Република Македонија, поточно Македонија, е дипломатија. Нашот првиот ден на распадот на Југославија не прифати. И тоа не е случајно. Штета. Не е штета, тоа е сценарио. Сценарио штетно сценарио. За нас е катастрофално, разбирате, и затоа сме нова дереđe, разбирате. Да. Значи, по моје длабоко верување, од првиот ден, значи, од 90-та, 91-та година, три проблеми беа клучни. Основниот и главниот е дипломатски, признавање, етаблирање на меѓународна сцена, која се уште не е завршено. Вториот се меѓуетничките односи и третиот е нормално економскиот развој. Во економскиот развој делумно е нешто направено. Сме отешли напред. Колку? Недоволно. По сите последни показатели Македонија е меѓу најсромашните во Европа. Тука има голема, основната вина е наша. Меѓутоа, знаете, ние сме веќе колку 35-6 години независна држава, ни 6 месеци немавме слободни, нормални, природни, ако сакате, услови на работење, докажување, успевање, неуспевање и така натака. Прво не признава, разбирате. После ни го спорија името, ни го суспендира на крајно нелегален начин. И до денеска тоа трае. Тој некронимот не утепа. Не утепа некронимот. Знаете, јас во тој период, значи на почетокот на 90-те години бев подсекретар во Министерството, тоа што се викаше Секретаријат за односи со странство, тоа е сегашното МНР, де факто, Министерство за внатрешни работи. И во тогаш многу близко, бидејќи Денко Малевски беше министер, он поднесе оставка, доека патуваше, заменик министер немаше, подсекретарот по хиерархија е трет, јас бев втор де факто човек во Министерството, он беше често пати на пат, јас бев ВД на функцијата и често седев со председателот Глигоров и со Бранко Црвенковски, кој беше премиер, тие главните, а јас сум од периферијата, разбирате. Така да бев инволвиран во тоа и јас сум пишувал повеќе пати и тоа не го кријам. Прифаќањето на референцата беше неизбежно. И јас го поддржувам, бидејќи Митеран, тоа беше председател на Франција, Мејџор беше премиер на Велика Британија. Отворено му рекоа на Глигоров. Избор немате. Или ќе прифатите референцата, значи со суспендирано име, со стечени нозе, со други спорови, Баш така. или Македонија нема да преживее.
Меѓутоа, денеска, од денешен аспект, кога гледаме наназад, Ни давале сигнали дека притисокот е многу јак од Грција? Ни давале сигнали? видите, не беше проблем Грција. Проблем беа Соединените американски држави. Политиката која се спроведува од почетокот на распадот на Југославија до денеска, Грција и Бугарија беа алатки во нивни раце, ама политиката не е нивна. Разбирате? Да. По прво ќе ви да го докажам тоа, бидејќи направивме мала дигресија. Знаете, кога се распадна Југославија, се распадна и Советскиот сојуз, приближно во исто време. Тамо се појавија 14 нови држави, кај нас се појавија 5 нови држави, 6, можеме да кажеме, разбирате. Значи, 22. До 20. Имаше и Чешка и Пораст на Словачка. Европа, Чешка и според Словачка. број на држави. Чешка и Словачка, разбирате? Значи, 22 држави беа одеднаш на ново независни држави. Сите ги признаа веднаш, освен Македонија. Едина, во Советскиот сојуз факт е дека немаше војни, Чешка и Словачка на најцивилизиран начин се разделија. Македонија во Југославија, кај што настана средновековни војни, нели така? Само Македонија излезе од таа федерација без војна. Од сите тие нови држави, Вашингтон, да не одиме подалеко, сите ги призна за месец, два, три. Да не одиме подалеко, да се останеме во Југославија. Во фебруари, во март 92 година ги призна Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Во Босна и Херцеговина имаше војна. Како сега во Украина што има војна? Како што има сега во Украина војна. А ваму ќе примат војна? А имавме... нема да. А не така изјавуваат? Нема да, ќе се вратиме на тоа подоцна. Да. И се видите, значи, Бадентеровата комисија која формираше Европската заедница тогашна, рече дека само Македонија и Словенија заслужуваат признание. Вашингтон, значи, во јануари беше тоа одлука донесена на Европската заедница во Виена, на самитот во Виена, дека ги признаваат Словенија и Хрватска. А претходно Геншер Германија во декември 91 година го подкопа тоа, го разрушија, ја минира Бадентеровата комисија и ги призна Брисел. Дипломатот со жолтиот джемпер. Така, ги призна овие две држави. И сега видите, во март Вашингтон ги призна овие три држави, Македонија не ја признава. После 2 години ја признава Македонија. Знаете, во дипломатијата, чинот на признавање е технички, освен ако нема проблеми. Во конкретниот случај очигледно имало проблеми, кои ние не ги знаевме и денеска некои ги забашутуваат. Значи, во март ги призна, во август пратија амбасадори, во сите три. Со Македонија воспоставија дипломатски односи после 3 години. Амбасадор, првиот беше Кристофер Хил, дојде после 4 години. Да. Зашто? Уште е сега тој во Србија или Не, помина? се врати. Пошто доскоро беше во Србија. Го вратија. Да. Па беше за Балканот. Кога дојде го Да. вратија овој Кристофер Хил, иначе лично го знаев и мислам еден измореден човек. Меѓутоа, знаете, го пратија во Македонија после 4 години, за разлика од овие 3 земји, што покажува специјален однос, нели така? Тој веднаш се ангажираше и беше директен, беше личен пратеник на Бил Клинтон за Косово. И таму почна подготовката на 99-та година. Да. Значи, велам, тоа е позадината на целата таа приказна, како мала дигресија. Да кажеме нешто за Лисабонската декларација која многу не закочи. Ќе се вратиме на неа, само да го завршам во овој дел дека дипломатијата не е клучен потекст, клучен предизвик ние со кој мора да се очиме, а кога е дипломатскиот предизвик е тој главниот лучниот и решението мора да биде дипломатско. Да. А тоа е специфично, знаете, дипломатијата, вака, попа да кажеме дека дипломатијата е занает. И дипломатијата што значи?
со нота све се решава. Сега имаме два договора имаме од нивици, имаме и од договор и од со Бугарија за непријателство, имаме плюс тоа два протоколи со Бугарија, со нота се откажуваат и завршува приказната. Ако се сака. Ако се има гац, викат англичаните, ако се има спремност и политичка волја, разбирате, и решителност. Значи, ние во тој период, кога бевме де факто оставени на ветрометина, место да градиме дипломатија, ние уништивме. Да. И ние денеска, еве јас сепак сум долго време надвор од куќата, ние дипломатија немаме. Ние таа дипломатија која требаше се гради, јас ќе кажам, јас повторно бев државен секретар, порано беше подсекретар, бев во 2002-2003 бев повторно отприлike неполна година бев државен секретар и после, значи, 10 години, претходно во 92-93, Министерството го најдов уништено. Знаете што се случи? Луѓето кои беа завработени во Министерството и во дипломатско-консуларните представништва не знаеа странски јазик. Не знаеа странски јазик. Тоа е како да ангажирате за да ве вози шофер кој не знае да вози. Така е тоа. Така некако. На тоа се сведува, разбирате. Сакам да ви кажам, значи, дипломатијата е занает, разбирате. Или го учиш што е занает, или не го знаеш што е занает. А нас ни се решава судбината. Знаете, Македонија, да го завршам во еден дел, Македонија се уште не е етаблирана на меѓународната сцена. Најнов доказ Европскиот парламент. Тамо се спремаше така извештај, годишен извештај за напредокот на Македонија на евроинтеграциите. Трите главни партии, народните, кај што е ВМРО, сега имаат свој конгрес во Брисел. Да. Социјалдемократските, кај што е СДСМ членка, и либералните партии, отфрлија во извештајот за Македонија да стои македонски народ и македонски јазик. Што значи тоа? Негирање, разбирате. Да не зборуваме подетално за договорот од нивици, кој е катастрофа. Де факто ние се откажавме и во договорот со Бугарија од малцинствата наши, се откажавме од јазикот. Јазикот според уставот, од кој има Македонија современа устав, 44 година. Значи, ете бугарската теза. А таква формулација не постои. Ма тоа е измислено. Измислено. Не може јазикот или автохтон, така. или е измислен. Значи, во случајот ние прифаќаме дека е измислен. И велам, на вториот план, меѓуетничките односи, особено после, реков тие три проблеми се дипломатски, меѓуетнички, економски, на меѓуетничките односи, особено после 2001 година, која беше една класична агресија од Косово, во организација на Запад, тамо доминираше НАТО, нели така, се одвива апсолутно наопаку. Апсолутно погрешно и се дава постојано концесии кои се надвор од сите меѓународни стандарди, само затоа да се задржи или да се добие власта од македонските партии. Велам, значи се уништуваше македонизмот на еден отворен начин и третиот дел економијата. Тамо, да констатираме дека до 98 година, цели 7 години, да не речам 8, власт во Република Македонија е СДСМ. Само да го констатираме. Не, тоа е факт. Само да го нема констатираме. тука што. Се извинувам. И само тука на таа дигресија само уште една забелешка. Ако во сите овие години 35 колку се веќе по независноста на Македонија, никој од нашите врвни лидери не остави никакво задужбина. Не знам како би рекле на македонски. Не ми звучи задужбина. Не остави за себе некое дело. Наследство, освен Груевски. Скопје 2014 година е нешто. Скопје беше касаба, како што вика на времето во Босна. Пари сега печалиме од туризам. Ама не само тоа, него остави нешто што ќе се спомнува и ќе биде веројатно во историјата најдобар премиер, бар до сега. Ќе видиме како ќе биде понатака, разбирате. Значи, едини кој нешто остави.
економијата во целина се развива, меѓутоа, знаете, ние за да одиме побрзо треба 5-6%. Овие 3,5-3,8 сега се нешто и велам меѓу првите во Европа, меѓутоа за нас е тоа недоволно, затоа што Првите земјата... 4-5. Молам? Првите 4-5 као раст, а не као што некој вели економии. Првите 4-5 држави според растот. Според растот. Велам, така да, според процентот на пораст на година. И нека продолжи. Тоа е нешто, али тоа е нешто, али нас ни треба многу повисок пораст ако сакаме да го забрзаме тој раст. Коридорите треба да донесат нешто. Не, сега концепциите има индустрии ќе вклучат, треба да донесат. Видите, градежништвото е моторот на развојот. Да. Кина е најголемото светско чудо во историјата. Имаше години кога бруто домашниот производ дадеше по 12-15% само врз на градежништвото. Ајде тука да ве чачнам нешто. Ајде. Чина ми во оваа книга има слики. Сте имале прилика во XU во Кина да одите и дали го запознавате Ден Сиопинг? Лично не, ама али сте били на во конференција. друштво, бив повеќе прилики, поготово кога беше посетата на Тито. Да. Јас бев во Кина од 72 до 76 година, ќе ви кажам. Јас патував многу во Кина. Кина беше во 19-тиот век. Ја мислам светско чудо. Не, сега се во 22 век. Да. Најголемото светско чудо на сите времиња е Кина. Велам, јас лично сум го доживеал, пред 5-6 години бев повторно. Дали тој човекот што ја започна? Да. Тој човекот, разбирате, зашто Кина беше догматска држава, разбирате. Најдогматскиот социјализам беше во Кина. Ден Сиопинг и дојде и рече, зашто да не цутат 100 рози? И рече, дали е мачката црвена или црна, не е важно, нека јаде глувци. А сега нешто да ве закачна. Кога работев во Белград кратко време, ја дојдов до некои документи, читав книги и се запознав со луѓе шефови на кабинет на Грличков. Јас добив впечаток дека Грличков има удел во развојот на Кина. Глигоров имаше повеќе. Глигоров као прагматичен, овој као мислител. Глигоров. Негови книги се преведувани на кинески за развојот на социјализмот преку економска призма, а вие Глигоров го додавате бидејќи тој па економист и ги правеше реформите во Југославија. Реформата е која Дали сум во право јас за оваа работа? Апсолутно. Да. Апсолутно. Значи, две личности сме оставиле некоја трага и кај кинезите. Апсолутно. Како македонци поединци. Апсолутно двајцата. Грличков, Глигоров. Глигоров и Грличков, Глигоров беше и во посета го поканија. Беше личност која посета дојде во Кина, му голема почит му дадоа, разбирате, а и Грличко беше ценет исто така, бидејќи тие се комбинира на некој начин по теорија и пракса, што би рекле, и тоа импонираше кај кинезите. Иначе во Кина и Југославија се ценеше исклучително високо, бидејќи сваќа... не случајно Валтер го спасува Сараево, е најгледаниот филм во историјата. Во историјата. Бата Жиновиќ, да. Екселенција, ајде да премотаме лентата наваму. Денеска светот се треси. Јас имам една констатација која може би е преостра. Се распаѓа светскиот систем кој беше поставен по Втора светска војна за време на детантот, па и студената војна. Некако институциите се губат, бледа е многу Организацијата на Обединетите нации, Светска трговска организација избришена, што би рекли вие, и светската и трговската организација. Кажете ми во најава реков, дали, и ако е така, зошто дипломатијата изгуби битката со милитантните политичари кои еве наметнаа војна во Украина, во Газа, Субсахарска Африка, а ова со Ивран не знаеме колку ќе ескалира. Само вашето мислење за вовед во оваа тема денешницата, убаво увод че дадовме и да видиме што се случува сега, дали сме загрозени. Ве молам. Видите, факт е дека светот оди прудолу. Проблемите не се решаваат, а нови се создаваат. Се создаде една нова, да речем, нова равнотежа на некој начин, која не функционира. Обединетите нации како, да речем, измислица
после Лигата на народите, после Првата светска војна, која не така ја промаши својата улога. И ја мислам исто. Да, сега и Обединетите нации веќе се, после со најновиве настани, со Одборот за мир и така натака, тие се веќе на некој начин избришани. И знаете, во тоа има некоја логика, бидејќи значи имате национална бирократија, која живее во границите многу штетна, али е уште поштетна меѓународната бирократија, затоа што... Ја и на таа мислев повеќе. Така, али... Бриселската е, да речем. Видите, катастрофа. Вашингтонската. Катастрофа, видите. Војна почнуваат без Конгресот да се изјасни. Срамота. Видите. Жално е. Не, жално е, видите, во националната бирократија сепак имате некои, да речем, некои цензуси, некои контроли. Доаѓаат избори. Се дава, се зима легитимитет. Се дава, се зима. Меѓународната бирократија генерално нема... Наименована, не е бирана. Не е бирана. Па тоа е опасност. Тоа е опасност, разбирате. Еве, на таа тема пример. Комесарка во министрите, зашто Европската комисија е де факто влада на Европската унија. Калас, не замислите? Не, мислам порано беше францускиња, не ми текна сега името, поранешна премиерка. Поранешна премиерка, таа за свој советник си го имаше вработено фризерот. Ево, не го знам. А толку работи за Франција знам. Видите, многу често таму. Ама видите, тоа е во меѓународната бирократија, тоа е точно. Знаете, има една шега која е по многу што точно, вика, која е главната задача, главната цел на меѓународната бирократија? Да има нова конференција, што подалеку на што по екзотично место, а темата веќе ќе измислиме, нема проблеми, разбирате. Добро, тоа е веројатно и карикирано, али во голема мера точно. Така да меѓународната бирократија почнува да води сметка повеќе за себе отколку за улогата која треба да има. Да. И на таа линија и Обединетите нации ја загубија својата улога. Значи, светот во целина не ги решава проблемите, разбирате, а се создаваат нови. Кога тоа зборуваме, имаше неодамна, баш тука го земав еден лист за состојбите во светот, еве го. Да. Според, вика, на интернет се појави тоа, вика, според The New England Journal of Medicine, тоа е еден угледен меѓународен часопис, вика, објави, вика, статистика во која се тврди следното. Светот има околу 7,8 милиарди луѓе моментално. 11 се пробре годинава Индија, ќе бидат 8 милиарди, ќе видат. Индија се пребројува годинава. Не, Индија, па Африка најбрзо расте. Најбрзо расте. Вика, 11% од нив се во Европа. 5 се во Северна Америка, 9 во Јужна Америка, 15 во Африка и 60 во Азија. Секојаш Азија беше најнаселена. 60%. Тоа не се клучните, вика. 49% живеат на село. 12 зборуваат кинески проценти, 5 шпански, 5 англиски, а 62 на свој јазик. 23 немаат каде да живеат. 23%. Ова е загрижувач. Тоа е 1,8 милиарди луѓе. Да, ова е загрижувач. Да. И уште понатаку, уште по-тако. 15% се неисхранети. 13 нема чиста вода за пиење. Основното, разбирате. 70% немаат пристап до интернет, ама 75% имаат мобилен телефон. Мобилната телефонија... Тоа е многу неестрашно. Because го завладеа сето. Тоа е сето. многу опасно. Вика 17% се неписмени, 33% се христијани, 20% се муслимани, 14% се индуси, 7% будисти, 12% се од друга религија и 12% се нерелигиозни. И ово последното, вика, само 8% од луѓето се постари од 65 години. Старееме. Од 92% не доживуваат 66-та година. Знаете што значи тоа? Па тоа беше во 19 век беше така. Сум поминал ја 3 години сум поминал. И мислам тука Екселенција, тука да го поставам прашањето, извинете, памтете си ја мислата. Еден реномиран автор, Ентони Гиденс, одавна има напишано книга Забеган свет.
Ова вие што кажувате Точно, не е забеган, точно. тачно. Ја не сум ова е забеганост. Забеган И свет. онија апострофира глобализацијата што ни ги направи животите вакви како што се. Едно ваше искажување на ова. Кој е вашето видување? Видите, за глобализацијата... За да ве предизвикам, јас сум против глобализацијата. Јас сум суверенист. Чекајте, глобализацијата беше нов колониализам. Да. Апсолутно нов колониализам. тука се согласувам. Место да се остојуваат териториите, се почна да се Софистицирано да се. на најсофистициран начин Така. да се плячка светот. Да. И знаете што се случи? Зашто е укина? Сега веќе глобализацијата е напуштена. Да. Знаете ли изгуби, зашто? изгуби. Тоа никој не го спомнува. Ајде, Зашто е повелете. загубена? Затоа што глобализацијата ја искористи Кина. Благодарејќи зашто сите западниве ги зема сите телекоми, ги зема сите осигурителни компании, се што е профитабилно во светот, мобилната Монополи телефонија, банките, све зема. Све што вредеше. Меѓутоа, тој интеррегнум на глобализација најмногу го искористи Кина. Таа се пласираше тука, ги отвори границите, огромни стански инвестиции, со ефтина работна сила, сите дојдоа тамо, стана де факто прва индустријска сила на светот, разбирате. Кога видоа тоа, рекоа доста е, меѓутоа Кина веќе го искористи моментот. Саѓате? Така да, и она преска што ги кажавме показателите, главните не ги кажавме, што тука не ги кажува. Сиромашните се посиромашни, богатите се побогати. Се ово на север југот се јавува, се враќаме. Една мала, да не каста, него една мала група на луѓе се милиардери. Тоа ми е следното прашање. Значи, таа една група, разбирате, пребогати луѓе, што не знаат што да прават со парите, разбирате? А од друга страна, рековме колку, 13% од светското население нема вода за пиење. Што сакате повеќе? Контрадикторност невидена, апсурд. Ама што сакате повеќе? Па сега еден друг автор признат, професор од Универзитетот Рочестер во Америка, Кристофер Лаш, па има напишана книга Побуна на елитите и предавство на демократијата. Па порано, екселенцијо, ние зборевме побуна на масите, на пучанството, на народот. Што правиме со ова побуна на елитите, што велите вие милиардери горе високо, а ваму глад долу, во југот. Еве, субсахарска Африка да ја земиме. Видите. Судан. Прво... Има злато, има све, му го крадат, а нема што да јадат. Неухранети се. Ама, ги чувме бројките... Вашето мислење за побуната на елитите светски, милиардерите? Видите, светските елити 5 пари не даваат на другите, меѓутоа, тоа од нив не зависи. Тоа покажува дека системот, државите функционираат на погрешен начин. Разбирате, нема основа врз која било кој може да заработи милиарди долари. Нема основа. А има милиардери се повеќе. Се повеќе, разбирате. Значи, таа бројка расте. Второ прашање, кое е клучно во сето тоа, демократија. Каква демократија? Демократијата е флоскула за млашење на масите. Разбирате? Ние зборуваме... Ова е на СДСМ, демократија без народ. Ја така нареков, точно пред 7 години го кажав прв пат ова, и се спротивставува, ама не ми дадоа аргументи. Погазија народ, волја на народ на референдум. Во Македонија, во Македонија сите знаеме дека правосудството има рейтинг од 2%. Прашање се дали. Ама ево, нека. Ама чекајте, тоа е во рамки на статистичката грешка. 3% е таа. Значи тоа е под нула, тоа нула со други зборови. Видите, нема ли правда? Нема демократија. Нема. Основната карактеристика на демократијата е правда. Кој ќе дојдеме, не дај Боже, пред закон, ние двајца, било кој од тука, разбирате, да бидеме еднакви. Сме ли еднакви? Не сме. Не сме еднакви, разбирате. Значи, нема демократија. И зашто се користи демократија? Демократијата се користи за злоупотреба, кога, например, западните демократи, така наречени, разбирате, комуницираат со Русија или со Кина, тие се автократски држави, без демократија, ако комуницираат со Саудиска Арабија,
таа е во ред. Па пред 5 години во Саудитска Арабија жените не може да возат автомобили. Тоа е демократија? Каква демократија? Значи, тоа е основно човечко правило, разбирате? Се е тоа злоупотреба, разбирате? Кој сме ке злоупотребите? Ајде да видиме зошто овие забегани политички елити во развиените светски држави потпаѓаат по влијанието на воените елити, на милитантите, на јастребите и ни се прават војни. Пред 4 кусур години ја добивме војната во Украина. Ја имавме војната на Израел со Газа, со Хамас, Хезбола, со Хутите и така натаму. Малку ни беше тоа. Сега добивме една војна на прво ќе оставам Израел или поточно Нетањаху и на САД и на Трамп со Иран. Тоа е прво на Израел војна која де факто тука се согласуваме. Да, апсолутно, тука нема дилеми. Па тој човек што рекоа дека ќе е прогонуван во судот во Хаг поради тоа што им го направи како одмазда на палестинците и на луѓето во Газа, некако му се дозволи да направи втора многу поопасна војна, бидејќи Иран сега враќа во 7 држави, се шири бројот на 9 држави. 3 проектила која ги случајно залутуваат во Турција, иако они велат не се тие наши проектили. Како некој да сака и Турција да вклучи. И ве молам тука да ми помогнете, јас не можам да го разберам ова, како тоа овој воен судар е регионален. Како тоа доаѓа до Кипар? Тука ве молам да ми помогнете. Ова иронично звучи, ама да ми помогнете. Нема тука помош. Најголема штета е Европска унија поради нафтот и газот. Европска унија, денешна Европска унија е жалосно нешто. Ама прво да ми кажете за ова војна, зошто сите ја викат регионална, ја тврдам дека не е регионална. Сепак е регионална. Добро, ајде да видиме, убедете ме. Видите, прво спомнавте Русија, Украина, знаете, тука владе едно недоразбирање. Видите, Бжежински беше долго години и се уште на некој начин е идеолог американски во однос на Русија. Тој има една книга напишана. Кисинџер почина? Да, има. Да. А тој не уништи Југославија. Па да се подсетиме. Да, има тука мешавини, али велам, креатор на Олбрет е негово јастрепче. Да. Бар ја така мислам. Да, има во тоа вистина. Видите, креатор на таа антируска политика во Америка, која е длабоко навлезена, во сите тинтенкови, и тука има едно капитално дело Трамп, кој прави, да не речам глупости меѓу нас, али е непредвидлив и така натака, меѓутоа промената на американската безбедносна стратегија во однос на Кина и Русија е невидена, незамислива, фундаментална промена на американската политика, бидејќи тие беа душмани со кои мора се војува. Сега он рече, не, ќе соработуваме, тие се ривали и така натака, и тоа му е... Како става, кој ден на лева, на десна нога, он така прави политика. Не, али тука му е трајно. Тоа му е трајно и тука велам има заслуга историска, зашто на тој начин он ја спречува Третата светска војна, а Кисинџер изјави... Ова ми изненадувате, непосредно пред смртта изјави, ако продолжи ова американска политика према Кина, војната меѓу Кина и Америка е неизбежна. Ма тој за Украина велеше. Не треба во Украина да се прават проблеми. Ќе се вратам на Украина. Сакам да почнам меѓу тоа. Окей. Значи, а таа војна меѓу меѓу Кина и Америка може би сам нуклеарна. Или е тоа војна? Човекот на Никсон што одеше и ги правеше работите во Кина. Кисинџер? Да. 60-тите години. Чекајте, ја детиште бев. 72 година во февруари отиде Кисинџер во Кина, јас отидов во Кина. 15 години сум бил. Јас отидов во Кина 72 година во септември. Јас го знам оригинално кај бил што бил, тоа беше шангејско соопштение, и тоа е историска заслуга на Кисинџер. Он го има во неговите мемоари. Да. Во август беше подпишана, дојде, како се вика, Никсон во Кина,
Шангенско комунике, со кое до тогаш во Советот за безбедност седеше Тајван со 17 милиони, а овие со милиарда и пол беа надвор, овој ја стапуваше Кина. Велам, али да се вратиме прво на регионалната војна. На војната, прво на војнава меѓу Русија и Украина. Значи, овој Бжежински, кој беше иначе пољак по потекло. Пољаците чувствуваат нешто, нели така, против Русија. Историјата го кажува тоа. Иако и тие окупирале Русија, не само Русија. Кој најмногу се наоружува во Европа? Полска? Полска, да. Тоа не е спорно. И најоштри се према Русија се пољаците. Не е добро. Тоа е моментално се најдобра војска во Европа. Од Словените две најголеми нации од Словените се пољаци и Руси кои не се поднесуваат. Словенството има перспектива, не може да има перспектива. Нешто ми личи као у Македонија, мај. Да, тоа е точно така. Да. И велам, Бжежински беше тој носител на антируската политика. Према таа политика која он заговараше, во сите тинтенкови американски тоа е клучот, основата на американската политика према Русија. Сибирската мечка е непријател кој мора да се уништи. И што се случува? И он објаснува во неговата Шаховската табла, се вика неговата една изворена книга, опишува дека клучно за безбедноста на Русија е Украина. И дека Русија нема никогаш да дозволи Украина да биде против неја свртена. Впрочем, Реган му вети на Горбачов дека нема да одат на исток. А они дојдоа на крајниот исток. Не само да се подсетиме кога се договара. Реган, сите. Да. Прв кој го тоа, ствари, најчесто се спомнува Джеймс Бейкер, тој државен секретар, и јас сега ги читам неговите мемуари, никаде не спомнува. Не сум стигнал до нив. Никаде не спомнува. Па нема пишен документ. Не. Ама договорено. Ама он ги опишува следбите со Шеварднадзе, следбите со Горбачов, разбираш, Горбачов гостин во Кемп Дейвид и така натака, никаде не спомнува дека му беше ветено. Дајте да се обедини Германија, нема НАТО да се шири за јоташови каменини за милиметар на исток. Тука го фатија Горбачов. Не подпиша, меѓутоа, видите, во дипломатијата и во политиката, зборот вреди исто како пишан документ. Да. Вреди, дали се почитува? А дали се почитува, тоа е друго прашање. И се видите, значи, Русија јасно стави до знаење. Горбачов го има прашано Клинтон. Дали сакате да влезе Русија во НАТО? А увика интересно да се консултирам. Утрента му вели тоа не доаѓа пред. Нема се кого да се... Нема душман. Одма ми текна. Нема душман. Не знам ова случка. Нема душман. Не, тоа е факт. Кој е факт се потврдува, разбирате. И сега, значи, што сакаат тие? Прво ги зема цела Европа. Тоа го искористија периодот на Јелцин, пијаница човек, кој меѓу другото има заслуга за нас што не призна Бугарија прва, разбирате, то он ги донесе тука, по негов диктатор, го знам лично од Москва. И не само што ги зема сите балтичките држави што отидоа Полска и цела Источна Европа, сака и Грузија, тоа пропадна, Сакашвили беше американско донесен човек во Тбилиси, и тој сакаше да има џабе нафта и газ од Русија, да 2,5 милиони грузици работат во Русија и ја издржаваат Грузија, ама да постави американски ракети на граница. Нема такво нешто. Истото сака да го напрати со Украина. Русија им кажа, тоа не доаѓа. Ма не може, Украина е голема житница. Украина има минерали. Украина е многу богата, природно богата. Добар народ се Украина. Ова политикава нешто не чини на Украина. Не, ова е лакардијаштво што го прави. Ова будалетинка Зеленски ќе го така. Иако ние божеваже ми за сериозни луѓе, ама баш будалетинка е. Будалетинка. Дајте пари, дајте оружје да се тепаме. Па каде? Не заборавајте дека Европа не може да биде обединета, не може да биде безбедносна, не може да биде развојна без Русија. Па утие дел од Европа.
43% од територијата во Европа е во руски раце. Па, А за Русија, за тоа се околу 4 милиони квадратни километри, а има позади 13 милиони има квадратни километри. Тоа не важи. Тоа не важи. Сите сировини од нафта, од енергенти све се во Русија. И се ти со нив ќе се караш. И русите... Тоа страда германската економија поради гасот руски. Цела Европа, не само тоа. Цела Европа. Нарете не објавуваат. А Германија пропаѓа. Шпанецот зошто се Германија буни пропаѓа. Шпанија почнува да се задолжува. Иако и Шпанија. Италија веќе задолжена. Франција пред банкрот. Па бараат, што ми вика, како Орбан е најпаметен од сите нив. Па да ви кажам. Вика нема да се ја го мислам тоа. Најпрагматичен. Нема да се. Кој напаѓаат сите, ама ја мислам. Најпаметен од сите нив е Орбан. Вика нема ние да се задолжуваме заради Украина, вика. Кој е тоа, вика? Која логика има тука? И што се случи на пример? Што прават со овој новиот дружба, Словачка и Унгарија се најпогодени. Најпогодени. Гасоводом. Пак Европа трпи. Овој не го може. Ова војна многу штета ни носи, иако е далеку. Иако е далеку. Ние немаме можда директна штета, или индиректна штета е неброена. Вашето мислење, ве молам, дали добро направија бирократите од Брисел што не го поддржија САД во оваа војна? Ќе се вратиме, тоа само да го завршиме овој дел околу уште колку време имаме? Не, ми звонат. Да, слободно. Ќе кажам ја кога ќе загусти. Војната, ќе ми кажат. Режијата. Да, војната меѓу Украина и Русија не е украинско-руска војна, туку е американско-руска војна. Тоа го каже и Трамп, кој вели да јас бев председател, немаше да има војна. Значи, кој е виновен? Бајден. Тој го отворено кажа. Кога ќе дојдам на власт за еден ден ќе заврши војната, ама не завршува. Тоа беше символ. Океј, символично. Ајде, нека биде така. Ден не се завршува. А не мислите ли сега дека војната со Иран па е удар на оската Кина Русија? И во позадина Индија. А тука е БРИКС. А БРИКС нешто молчи. Ова буквално не ме сваќате. Не, БРИКС е премногу гломазен. Стана голем. И различен. И со големи разлики меѓусебни, така да таму тешко ќе се најде тако. Ај помогнете ми нешто друго. Него сам, да. Зошто АСЕАН молчи во оваа ситуација? АСЕАН нема така. Нема влијание. Нема сила. Голема организација се. Цела Азија е таму. Не само што се организација, него тие се доста компактни меѓу себе, ама немаат импакт некој поширок. А да сватиме само ше за Слушам, Джи има амбиции ова година во Кина ќе се одржува нешто и дека сака да го врати АСЕАН. Така начин. Продолжите. Кина го поддржува, АСЕАН нема тука дилеми, апсолутно го поддржува. Голема организација. Да, добро. И сега само завршиме за Русија, значи тоа не е војна меѓу Русија и Украина. Украина е колатерална штета. Нажалост. Која уништија државата. Разбирате, тоа беа 45 милиони луѓе, трета, четврта по население, пета, нека биде во Европа, по територија меѓу најголемите, ако не и најголема после Русија. Значи, ти таква една земја 600.000 квадратни километри има. Значи, житница, не знам што ти не, меѓу првите во светот се. Тие и Русија се најголеми житници, најголеми за репки, за маслодајни репки, минерали, што нема, разбира. Значи, таа војна. Разени индустрија. И Русија им кажа, ние никогаш нема да дозволиме руски НАТО ракети на границата према на украинско-руската граница. И отворно им кажа. И во однос на Крит, не на Крит, на овој како се ка островот? Кипар. Не бе во Украина. Крим. На Крим. Крим. Друго е на Крим. Он им рече, зашто тамо најголемата руска база на Црното море е на Крим. Им рече, никогаш нема да чекаме гости од НАТО, нема да дозволиме да одиме ние на гости кај НАТО на Крим, а ќе дочекаме секојаш нив многу любезно. Таму Хрушчов ја зезнал работева на времето. Да, 50-те години. Он го дал. Он беше украинец, иначе. Да. Украинец, значи, меѓу другото. Али некако тоа, разбирате, тоа беше, та држава беше тука, немаше проблеми. Значи, на времето, јас го памтам тоа на Куба, спомнавте дека сум службувал. Имам сакам да ја прашам за Куба нешто. На Куба
кога службував, јас бев и на местото кај што во 62 година, во октомври, Кенеди председател, беа откриени советски ракети на Куба. Сум бил на тоа место. Заливот на свињите, кризата. Тоа беше 62. Знам. Тоа беше 62. Кризата? Ова е 62. 62. Заливот на свињите беше инвазија, де факто. Да. А ова беше откривање. Кенеди го донесе светот прв пат во историјата и последен на таков начин до на раб од нуклеарна војна. Рече, не може да има советски ракети на наша граница. Тоа е 100 километри Тоа помалку. беше јака Русија, Советски Советски сојуз. Јак и Советски сојуз. Нема, чекај, рече дека не можеме да дозволиме во никој случај советски ракети на наша А граница. сега што правиме во А сега Украина? правиме во Украина. Истото Русија. Убава логика направивте. Истото браво. Русија. Истото. Да. Русија вели не може да има тука НАТО ракети. Беа и тоа се договорија. Хрушчов и Кенеди се договорија. Першинг ракетите ги повлече од Турција, Америка, кои беа насочени према Русија, према Советскиот сојуз. Овие ги повлекоа ракетите и се смири ситуацијата. Истото сега се случува во Украина и овие рекоа, нема такво нешто, не доаѓа предвид. И да се разбереме, државниот удар на Мајдан, главниот плоштад во Киев, 2014 година, кога го срушија Јакуповиќ, кој беше... Наместена работа. Шарена, Портокалова револуција. Портокалова револуција. Портокалова револуција. Таму Вестервеле, германскиот министер на однешни работи, и Јулан, та познатата американка која на времето била на советски брод работела, па веројатно имала спомени убави, делеа сендвичи таму. Тоа беше чист класичен државен удар од надвор. Значи, тоа е таа ситуација која мора да се расчисти, разбирате. Сега ако се вратиме на ваше ново друго прашање, Ајде. во врска со Блискиот исток, не така и војната таму, тоа беше, не така? Да? Да. Видите, ова што се случува е чист тероризам. Ова нема друг збор. Ти да одеднаш, и тоа да се разбереме, во тек беа преговори меѓу... Тоа беше следно прашање. Во Обединетите нации, во Швајцарија се водат преговори со посредство на Оман, одеднаш војна. Ајде као дипломат кажете ми го ова. Нема оправдување. Еве, од тука почнете. Нема оправдување. Значи нема оправдување. Нема Колку и да бараме Нема и да оправдување. сакаме да најдеме не може. И не само друго, минатата година, исто така на... 12 дена траеше окей. Нема, чекајте, на крајно терористички начин беа по многу што уништени нуклеарните постројки на Иран. Ескалираше. И не ескалираше. Екселенцио, паѓаат гранати во веќе 9 држави, во воени бази. 13 војни бази има Америка на Блискиот исток. Сега ај помогнете ми со дефиницијата екстериторијалност. Нели е тоа напад на САД? Или не се војните бази екстериторијални? Амбасадите и конзуланите се. И тие се екстериторијални. И тие. И тие се Сега екстериторијални. види. Не во смисла Страдаат на државите дипломатските, заливски, Не може да се Америка пуна. си е мирна, Ги ама користи. слушам веќе Америка се дели и веќе... Зашто Кипар беше нападнат? Затоа што Британија даде согласност базата нејзина во Кипар, војната база, да се Тоа беше користи. обид Британија да биде вовлечена, паметно направија, што не се... Али велам, они дадо согласност да базата на Кипар биде користена. Да полетуваат. И одма Тоа што Шпанија не даде, и одма тако беше. И веројатно и турците Илирџик базата веројатно исто затоа нема Турција е многу потврда. поопасна ако ја Нема потврда дека беа упатени тие, зашто ми демантира дека 2 или 3 ракети се упатени према Турција. Меѓутоа нема потврда кој ги испалил. Да. Иначе со борени. Да, со борени се да нема што да. Турција беше во голема дипломатска мисија за мирење на Иран со останатите заливски земји, па после она оската што беше Саудиска Арабија, Пакистан, Турција, и сега Турција ако некој ја вовлече во оваа војна ќе биде многу опасно. Башка Турција е бранот на таму 5 милиона бегалци има. Ако тие ни дојдат во Европа, отидовме ние. Готова Европа. Германија падна со политиката што беше и мути. Британија затоа се повлече. Еве Британија сега видите се повлече точно така. Така да ве молам сега од дипломатска гледна точка полека во завршна фаза да влегуваме на емисијата. Кажете ми, ќе се одважи ли некој сега да не врати на дипломатската маса? Најопасен според мене е Израел и Нетањаху. Лично мислам дека Нетањаху треба да биде изолиран,
Трамп да се одели малку од Нетањаху, под големо влијание на Нетањаху е, и во Америка веќе има бран кој е против војната, почнаа од мега екипата да се откажуваат. Ве молам ваш коментар. Ве молам ваш коментар. Видите, знаете, Америка има доживено тежок пораз во Виетнам, уште потежок пораз во Афганистан. Таа лекција што не се научи. Што се не се научи, разбирате? И сега полека тоа јавно мислење во Америка е многу силно, многу влијателно, ќе расте се повеќе и повеќе. Така да веќе сите се свесни дека Трамп ја започна оваа војна, ама веќе нема контрола. Веќе не се знае ни што да превземе, ни како да превземе, затоа што нема стратегија. Затоа што им се заканува на Европска унија. Тоа е глупост, мислам да се разбереме на НАТО. Ќе излеземе од НАТО. Не, велам, се тоа се веќе повеќе риторика отколку што е суштина. Затоа велам да и се даде шанса на дипломатијата. Покажуваат дека владее една тотално нејасна ситуација, нестабилна ситуација, со разни чекори кои се, знаете, ако немате стратегија јасна, ќе одите од грешка во грешка. Сваќате? Така да, моментално не е воопшто јасно како ќе тече понатаму, затоа што се излажа веројатно со Венецуела, еден блицкриг направија нешто една акција која беше невидена операција. Киднапирање на председател. Невидена операција, меѓутоа Иран не е Венецуела. Иран не е Венецуела. Иран е на стара цивилизација, 3000, разбирате, години, која едини кој го окупирал Иран е Александар Македонски. Печат има негов. Деска се повторувам минатата емисија тоа кажа. Тоа е мурот на Александар. Уште го величат него, уште го почитуваат таму. Затоа што он никогаш не окупирал. Па он ги обединуваше. Он никогаш не окупирал. 10.000 свадби правеше во еден ден. Он не окупирал. Да. Он секогаш кралските фамилии не им ги сечеше главите. Ништо, велам. Он носеше една нова политичка нација сме ние, ама тоа не го искористив. Велам, али едини кој успел да го окупира Иран е, тоа е само Александар Македонски. Во историјата нема нов случај. Така. И нема да има. Еве се покажува жилави. И се покажува. Разбирате, видите, ги испотепа и Лијарџани, како се каже. Да, ово е последно. Да, така да, али тоа ништо не промени. Ништо не промени. Они продолжуваат и што него се повеќе земаат контролата на војната во своји раци. Разбирате? И тоа значи ги стаја американците. Им ги утепаа верските превенции, им ги утепаа војните превенции, им ги утепаа државните превенции. Они ја шират војната. Ова првата некако е стратегија, јас ја крстив на анаконда, која те притиска и те голта. Да. Ама оваа стратегија па на ширење на конфликтот, на дисперзија е поопасна, а тоа го прави Иран. Вика, вие базите не ги затварате, па ние ќе ве гранатираме. И сега најновите, видите се, најновите информации. Штета и Македонија. Не, од Дубај има. Не, апсолутно. Ова малку иронично. Апсолутно, затоа што сите овие бизнисмени се вратија. Не само бизнисмените, него и тие одбегнатите. И бизнисменките се избегнаа. Не само тоа, него најновите информации се уште позагрижувачки. Во Иран е погодена главната централа на главниот извор на газ и главниот извор на вода. Ќе се претвори во војна на вода, некој ми рече, овие мои пензионерски разговори во кисела вода, не се сеќавам кој го каже тоа, а тоа е опасно. Најопасно. А тоа е многу опасно. Најопасно. Доаѓаме, дека третата војна ќе биде војна за вода. И без газ, и без нафта, без све се може, без вода не се може. Мислите, вашето размислување за позиционираноста на Македонија, апропо дека сме во НАТО, за да ги стишаме овие дезинформации, ќе било опасно за Македонија, судбината ќе ја следиме економска, како и на други држави. Дали сме ние добро позиционирани со нашите стратешки партнерства и со членството во НАТО? Ве молам ваше мислење. Видите, мислам дека не треба да избрзуваме со некои работи, бидејќи ние сме мала држава и ние зависиме од меѓународното право. Добро. Значи, ние во секоја ситуација мораме да бидеме на линија на меѓународното право, затоа што тоа е едина гаранција за нашата безбедност. Ни НАТО, никој не е гарант него меѓународното право. Затоа што ние во секоја ситуација мораме на таа линија. Јас ќе ги кажам, јас бев во 20 години во југословенската дипломатија
И политиката на Тито со неврзување со све беше толку јасна што во било која ситуација не треба да чекаш инструкција, може да земе став, разбирате. А тоа е секогаш на линија на меѓународното право, Беше на прекрасно движење. Не, слушайте, Тито направи револуција во светот што никој не направи, разбирате, заедно со некои Сакам нешто да нации. прашам, бидејќи ценам дека немаме вистинско светско лидерство на големите сили, немаме големи лидери. Како е вашиот впечаток кога сте били на Куба, кога сте го гледале Кастро? Јас сум Че Гевара. Значи, мене на телефонот ми е Че Гевара. Ама, Кастро направи држава. Кастро во подножието на Соединените американски држави толку години државата ја бранеше. Дека е диктатор на крајот се види дека е диктатор. Ме интересира вашиот впечаток на човек кој направи револуција со 10 луѓе и направи држава. Од тој аспект. Не 10, Да. али 50 беа, разбирате, кога дојда од доле со чамци. Ајде некој ја држам линијата на Че Гевара. Да, не, видите, прво, знаете зашто се отие Че Гевара? Знам се. Едини бюрократ што напушти кабинет. И јас, не само тоа, него, јас татко му го запознав на Че Гевара. Татко му се ожени со, тако сум прави мојабет со него, се ожени со помлада жена, имаше повторно дете, разбирате, татко му на Че Гевара. Значи, од тој аспект се интересно. Знаев јас луѓе со кои работеше, он беше гувернер на Народната банка, беше и министер за односи со економиски односи така натака и со негови соработници неколку две позиции најголеми држиш. Да, и јас не заборавете, дојде кај Тито на гости во Југославија пред да даде оставка. Точно, и јас со тие луѓе се знаев многу добро, ми кажуваа за него и тие ова што го кажуваме негова нивна оценка, велат. Островот беше мал за двајца големи луѓе. Да, многу точно. Промовирав книга на Ставре Джиков за Че Гевара, каде е содржана вистината тај на 45 години на Коле Чашуле и на Малевски за тоа како се случило со Че Гевара. Таа книга ќе се потрудам да ви ја дадам, бидејќи вие сте современик од тоа време, па да споредите некои работи. Да, сега ме подсетувате вака кога ми кажувате дека со таткото се познавате, а мене оне ми е младелачки лидер. Ја прв награди сум го оставил Гоце Делчев на мој 14 годишна возраст. Втор кој сум го ставил награди на мајца, Че Гевара. Со право, мислам, човекот беше а не он само левичар. Личност. Све е он. Он е личност, он беше символ на бил комунист, бил левичар. Символ беше, символ све. На пркос, на мир, на борба, на револуција. Сега ви кажам, во тоа кога тие дојдоа, тие на 1 јануари 59 година дојда од југот, дојдоа со чамци од Мексико, едно 50 души све заедно, кога се одеа до Хавана, сигурно порасна нас. Луда среќа има. Тоа е луда среќа. Не, и на Батиста. Харизмите нивни. Не, на Батиста режимот беше премногу трул. Премногу трул. Премногу трул. Па кој беше таму? Сад. Све тие доминира. Казината беа таму. Све доминира тие. Да. Значи, дојде Кастро, власта е зема на 1 јануари 59 година. И Кастро многу брзо почна да живее сепак поинаков живот од колку народот. А Че Гевара, големите Че Гевара си остана истиот. Нормален. Ништо. Тоа е мојата љубов кон него. Народен човек. Ништо живееше, сум бил кај што живеел, тако куќата кај што живеел. Значи најпросто, не стигнав ја до Куба, наједноставно, ништо посебно. Кастро почна полека да има све, а народот да нема ништо. Вискито. Да има све, а народот да нема ништо. Значи, тоа го издвои него и тука почна очигледно да пука филмот меѓу нив. Али Фидел Кастро беше човек со невидена харизма, со невидени интелектуални капацитети. Неговите чуени говори во Обединетите нации. Сега ќе ги спомне само во Тирана, јас кога бев во Хавана, јас бев таму кога он зборуваше, разбирате. Предходно зборуваше по 6 сати, кога бев јас зборуваше по 2 сати. И знаете, на митинзите на Хозе Марти се вика плоштадот, големиот плоштад во Хавана, на кој имаше по 2 милиони луѓе. Да. Не може да донесеш 2 милиони луѓе, ако не сака да ќе избега. Тие го слуша
Велам на почетокот зборуваше по 6 сати. Сега кога бев јас, значи тоа јас бев од 77 до 81 година на Куба, разбирате, зборуваше по 2 сати. Јас го снимав говорот, Утрента Гранма беше главниот вестник, кој што беше кај нас Нова Македонија, Утрента не го објавуваа договорот, него преку еден ден. И реков, сигурно го стилизираат, го поправаат. И јас го снимав, преку еден ден излезе говорот и сега го споредувам. Ни А додадено, ни А одземено. Ништо. Знаеше да комуницира со народот. Он викаше, американскиот, тоа е позната тако негова мисла. Вика, империализмо американо пасара, ке помине, вика, американскиот империализам. И 2 милиони викаат, но пасара, разбираш, он пасара, цел 2 милиони се вика, тоа грми. И он вика, пасаран ала басура дала историја. Вика, ќе помине на ѓубришото историјата. Делириум, разбираш. Да. Иначе, сум бил на вечера со него, во нашата резиденција. А затоа е чачнав малку. Во нашата резиденција. Да подкажете нешто. И ќе ви кажам да во тие времиња, кај што беше сиромаштија невидена, ништо немаше. Да организира најчесни избори, мислам, идеални избори, ќе победеше. Па тоа е грешката. Ќе победеше, затоа што народот го сакаше. Имаше харизма, беше со народот, на тие околу него. Иако он, велам, ништо не му фалеше. Сум бил на вечера со него, што да тема покренеш, врвен. Мислења, прецизни, јасни, неспорни. Зато ќе ве разнам дека е начитан, а видиш сега за Карстен не сум знал. Ама велам, прво да говорите 2 сата ти да зборуваш, никогаш не читаш. Екселенцио, оваа дипломатска рапсодија, како што вие ја нарекувате, добро, вие се пишувате за македонската, што е и убаво, бидејќи вие сте наш македонски Има и повеќе, тука и за македонска дипломатија, и за Бугарија, и за Грција, и за Албанија. Намерно не фаќав тоа, мене целта ми беше друга вечерва и во неголема мера успеав. Ве молам да завршиме со да му дадеме шанса на мирот како искусен дипломат, што би постапиле вие, ова малку идеално, ама мислам ќе го прифатите, да прекине војната во Украина, во Израел, не можам да ги делам и субсахарска Африка. Ама, ова е многу поопасна во Иран, ве молам као дипломат, што и фали се на дипломатијата да се издегне над војните јастреби, да ги фати за агуша, да ги стави на маса. Ве молам и да завршиме така. Да, видите, де факто го вративте разговорот маце поназад. Добро. Новиот мандат на Трамп, кој реков изврши невидена трансформација на американската надворешна политика, таа се сведува на следното. Трилинг, светски трилинг. Нема ни Обединети нации, нема ништо. 3 зони. Кинеска, руска и американска. Се зборува на Аљаска, тоа било договорено. Имате вие информации? Вака, од прва, втора, трета рака? Никој нема такви информации. Иако тоа така сум начул јас. се повикува Москва на договорот, меѓутоа ова што го прави Трамп, де факто, знаете што би рекол јас, иако тоа е онака би рекол премногу премногу непрецизно. Да. Неговата револуција во надворешната американска политика, кога Кина и Русија ги прогласи како ривали, а не како душмани кои треба да се војува. Ова се случува во Венецуела, ова се случува на Блискиот Исток, се маргинални работи. Глобалното е престорување на светот на 3 зони на влијание, велам, каде ќе води, што ќе води, друго прашање. Кинеска, америчка и руска. И руска, да. И во таа американска зона на влијание, таа американска зона на влијание, тука спаѓа и Блискиот Исток. Тоа е проблем. Тоа е проблем. Тоа е проблем. Тоа е Азија веќе. И сега видите во таа, значи прво е прогласува Кина, велам, претходно беше Кина вика душман кој мора се уништит. Мисли чини се, и јас го имам тука да не го барам. Така отприлика. Како беше, така отприлike беше, разбирате. Сега вели дека тоа се дури поблага е формулацијата за Кина отколку за Русија. Па Кина е поопасна. Кина е поопасна. Поголема.
Поопасна е. А надоѓа од позади Индија. Со ите развојот, со бројноста, со индустријата и демократијата која е на многу повисоко ниво од Кина. Точно. Опасна е Индија, опасна ова е во Не, позитива. нема тука никаква дилема. Значи, сега се работи за, еден трилинг кој треба тек да се етаблира и за тоа се уште треба време, нема да биде тоа така едноставно. Меѓутоа ќе видиме со какви реперкусии, рефлексии тоа ќе се реализира, бидејќи тоа не е едноставно. Се прави една потполно нов распоред на светот, ако сакате, а да го етаблираш не е лесно. И велам во новата таа констелација на сили, веќе ќе има некаков, знаете, порано кога беше биполарен светот, Советски савез и Кина и Америка, не можеше ништо да излезе од контрола. А едниот ќе скокне, другиот ќе го удри по раце. Сега нема такво нешто, разбирате. Сега е униполарно што сакат прават, разбирате. Ако ова дојде и се етаблира, ќе има некој ред, сепак, ќе има некој ред. Второ, на Блискиот Исток, ако не се формира палестинска држава, нема решение. Па тоа е решението договорено пред 40 години. И тоа Каде е втората држава? И тоа Америка го поддржуваше. Сега се повлекува. Пред десетина, народ сака. 5 години. Македонски народ држава си направивме. И видите, и ово што го прави многу пријатно ми изненада. И Трамп што го прави сега, а поготово што го правеше Израел во Газа. Нетањаху, да. И војните јастреби. Ама чекајте, тоа е Израел. Онда излезе се на избори ќе изгуби. Видите, 2 милиони луѓе тие поубија колку 150.000 деца убиваа, разбирате. Извидите, тие 2 милиони луѓе, тие деца кои сега имаат 5-6 години, кои имаат 50 години, тие никош нема да го доживеат Израел како нешто прифатливо. Отидена е таму работа. Одиде на работа. Значи, некој тампон зона. Ова е грешка невидена. Од 67 година кога почна првата големата војна, кога го освоива голандските висорамни, кога ги освоива од Сирија. Разбирате? И Израел води погрешна политика. Израел сега има околу 9, тогаш имаше 3,5 милиони луѓе имаше. Сега Израел има околу 9 и колку рече не помни. Не знам, мислам 9,9. Не, сега има 9,9, има 10 милиони луѓе. Арапите се 150 милиони. Не може, разбирате, не можеш со глава зид да разбираш. Затоа ги делат шиити, сунити. Добро, тие се поделни миши. Иран не биле арапи, што е тачно, они се персици, па на арапи и така натаму. Екселенцио, една оптимистичка порака за светот во 21. век дека сепак има шансе, дека сепак многу повеќе го сакаме мирот од колку војната од ваша страна? И да завршиме. Видите, имам уште еден предлог, али видите, мир нема да има, али нема да има ни трета светска војна, што е најважно. Ова е успокојувачки? Нема. Првото не ми се бендисува. Ама вие кажувате реално. Мир нема да има, ќе има судири, сега војуваат Пакистан и Авганистан. Местимично облачно. Да, местимично облачно. Значи све е можно. Во Африка, тако, зашто Африка надоаѓа. Африка ние ни чашнавме, ама за друга прилика. Има проблеми. И таму ново колонијален процес се случува. Таму се главни играчи Кина и Русија. Видите, виж преска него до крајчивме тоа. Ќе ни треба многу време. Да, само уште една дигресија. Оваа војна што ја превземе, ствари, двата инциденти, да ги најчеме сериозни, во Венецуела и во Иран, Америка де факто тоа е порака за Кина пред се. 70% од нафтата за Кина оди од Блискиот Исток, а остатокот оди од Венецуела. Така да и ги крате и ги кине корените на Кина. Ја смени безбедностната стратегија, али овдека ја сече. Така, значи, тоа покажува една... И сега треба да оди во Кина, Трамп треба да оди со Си Џинпинг да се види. Веројатно ќе одложи, да претпоставувам, не знам, ќе видиме. Слушам оделе со надавање на танкерите тргнани за Европа
и за друга дестинација, одат кон Кина, од причина што ги надплатувале. Да. Па имаат пари, се што да правиш. Да. А то не уред, то не уред. Значи, видите, Трета светска војна нема да има. Нема да има успокојувачки? Нема да има војна ни на Балканот. Ова најуспокојувачки, тоа ми беше целта таква порека. Затоа што видите, Ајде. имали после распадот на Југославија, разбирате, на главна сила на Балканот се Соединените американски држави. Така. Европската унија се покажа неспособна, некадарна, Жално. доминат американците. И американците, иако играат на албанска карта главно, на голема Албанија на некој начин со Косово независно и така натака. Нема да им се оствари? Да. Ја предвидувам. Дај Боже да не се им се оствари. И да знаете. Меѓутоа, велам, нема да дозволат никакви нови промени на границите на Балканот. На тоа ја играм. Затоа што има ли нова војна, ќе биде балканска, еве ги русите назад. А то најмат се го сакаат. И последната порака што реков дека е, видите, пак да се вратиме на Македонија. Почнавме со Македонија и да завршиме со Македонија. Најбитна ни е. Видите, тука живееме. Так. Све нас Другото е ова што гледаме што се случува на Блискиот Исток, Газа претходно те боли душата, разбирате. Не можеш си мирен кога гледаш дека таму гинати деца. Не можеш да си идиот, па ќе го чувствуваш тоа. Па баш така. Или така, али почнуваш од своето и завршуваш своето. Ние сме во еден цајтнот и ние мораме да превземаме радикални мерки да излеземе од тој цајтнот, бидејќи претходната власт, преддавничка, уништувачка, направи таква историска штета на Македонија, што ни Свети Петар не може да ни извади. Значи, тоа е нешто што велам, да се бесат тие луѓе на плоштад, извините на изразот. Не, ја не извинувам, знаете зашто? Прав израз. Малце ќе биде затоа што последиците кои ни ги направија се немерливи. Со генерации ќе страда. Го уништија македонизмот, разбирате. Јас сум македонец, горд македонец. Те они де факто тврдат дека јас сум бугарин, разбирате. Така испаѓа на крајот од денот. Меѓутоа, да се излезе од тој ќорсокак, разбирате, мора да се преземат радикални мерки. Затоа јас реков дека нашиот клучен проблем е дипломатски, а тоа се решава со нота. Моментално ние треба да имаме јасна стратегија дека ќе го откажеме и нивици, ќе го откажеме и непријателство договорот со Бугарија, али прв чекор мора да биде откажување на вториот протокол со Бугарија, кој е катастрофален и нелегален. Ова е вајс чачка. Добра, буричка. Видите, и тој е нелегален, затоа што никој не дал согласност за тој. Ма не му е местото тамо, екселенцијо. Нема само тоа. Не му е местото тамо. Тој е договор, договор мора да биде. Криво е насаден. Диво месо. Тотално. Во преговори за Европска унија. Тој треба да, не само тоа. Ние треба да бидеме јасни уште, последната порака. Ајде. Главна наша пречка моментално не е промената на уставот. Утре да го промениме уставот, за утре да важи, ништо нема да постигнеме. во Нова Македонија. Ништо нема да постигнеме. Интересна теза. Ништо нема да постигнеме. Наша главна пречка е преговарачката рамка. Таа е бугарска преговарачка рамка. Според неа треба да преговараме со Софија, не со Брисел. Софија нема никогаш да не пушти како македонци во Европската унија. Никогаш, теоретска шанса нема. И затоа ние мораме прво да расчистиме со Софија и го откажеме ли вториот протокол со една нота. Да. А има причини, 101 причина, кои никој не може да ги оспори. Разбирате, паѓа во вода и промената на уставот. Македонија никогаш не сме да стави бугари во уставот, додека тие не прифатат дека ние постоиме како народ. Браво. И второ, паѓа преговарачката рамка, која се базира на вториот протокол. Може да кажам нешто? Од ваше устав Божевише. Да. Значи, оваа власт треба, мислам, ево небрано, затоа што е нето тера до такво нешто. Добро тера. Не, оние претходните не дотера. Преска убаво кажам. Претходните не дотера. 2 години не дозволува оваа власт да се случи тоа. Да, ама видите, тоа е потрошено. Оваа власт ја смена риториката, апсолутно го постави условот со уставот за на крај да важи, што покажа дека нема играчка. Да. Али кредитот е потрошен и сега треба да се оди на акција. Нема ли акција? И ако оваа година не се преземат радикални чекори, до година ќе биде многу потешко, затоа што нема да има Европска унија, разбирате? Опозицијата ќе буе, ќе се реструктурира, албанците ќе си одат на промена на уставот, што тоа е нивни интерес, домашната ситуација ќе се влошува, разбирате, ќе има незадоволство, ќе има едно, друго, трето,
И имаме 9 месеци да го правиме тоа. да го правиме. Ајде, дај Боже да го направиме. Да го направиме. Океј. Велам, Силинцио. пораката е да Македонија мора подхитно да преземе акција, Да. зашто без акција со јасна стратегија и со ангажирање странски експерти нема никаде да стигнеме. Ти благодарам за ова убава за мене дипломатска рапсодија, се надевам и за гледачите. Ја уживав за вас, не знам, вие ќе кажете, Не, ја да ви беше големо стреснам задоволство. рака и да ви се заблагодарам до нашето следно дружење. Ми беше големо задоволство. Мене уште поголемо. Да. Поштени гледачи, ова беше Ристо Никовски, ни приреди да доживееме една убава дипломатска рапсодија од давнешни времиња до денес. Се гледаме следниот петок. Бидете ми живи и здрави.